Да, се враќаме во студио, прв разговор, односно втор разговор, прв во живо за вечерва со нашата прва гостинка Ана Врамовска од Националната мрежа против насилство. Благодарам што сте вечерва со нас. Благодарам за поканата. Ана, го проследивме заедно разговорот кој што претходно го снимивме. Кој е вашиот прв коментар? Ова е еден класичен случај кога имаме, претпоставуваме, на бракоразводна постапка, каде што ако има мерки за заштита на мајката, во моментов не разбрав дали воопшто е такво нешто изречено за неа, многу често се заборави или се изостанува малолетното дете. И имаме на парадоксална ситуација кога ќе имаме мерки за привремена заштита на мајката, односно сопругата во овој случај, а за детето нема, и мора да се определи решение за видување во Центарот за социјална работа, каде што ќе се определи динамиката на видување. Тоа е против сите стандарди и согласно Конвенцијата за заштита на права на деца, согласно Истанбулската конвенција, па и согласно нашите закони. Она што е многу важно кога зборуваме за деца, ги сметаме сите до 18 годишна возраст, она што е многу важно, независно дали детето директно трпи некоја форма на насилство во домот, независно дали од едниот или од другиот родител, или индиректно само го слуша, го гледа тоа насилство, се смета дека е жртва на тоа семено насилство. И тука државата има дупол стандард на заштита. Односно, треба да го заштити детето и тој е предвидено во конвенциите дека ако имаме пријава, сознание за семено насилство во домот, детето треба привремено да не се дава на видување на самиот сторител или доколку се определи некаква форма на видување, таа да биде со надзор во Центарот за социјална работа, обично се определува еднаш месечно, по еден час, нормално во присуство на социјалните служби и стручни лица од Центрите за социјална работа. Во овој случај такво нешто нема, како што кажа и господјата кој што говореше претходно, и нормално дека се осеќа незаштитена. Од една страна мора да го даде детето, бидејќи согласно решението ако не го даде, си има други постапки, како например киднапирање на дете и така натака, со тоа што ја стават во ситуација сакала или не сакала, она мора да има контакт со сторителот. Да, токму тоа е можеби клучното прашање, што последниот физички напад е пред една недела. Таа има решение кое што после таа една недела, еве конкретно вчера додека го снимавме, таа мораше да го даде детето кај поранешниот сопруг. Бракот е разведен, тоа е завршена веќе постапка, но од претходната недела до сега таа нема заштита. Иако отишла во полициска станица, случајот е пријавен, полицијата ја упатува во клиничкиот, во ургентен центар, ги погледнавме и сликите, видливи траги на незиното тело има, но таа се уште нема заштита, не се изречени ниту мерки на насилникот. Апсолутно, да. Во овој случај, како што разбрав, немало ни воопшто претходно привремени мерки за заштита и сега треба да се почне постапка, односно ако се случило овидната недела, веќе треба да е таа постапка активна и да се изречат привремени мерки за заштита за нејзина лична заштита и нормално и за детето. Системот е комплексен. Не може да ги повикаме само центрите за социјална работа или само полицијата или само здравствените работници. Затоа и тоа е предвидено и во закон и во правилници како сакаме да гледаме. Она што е најзначајно за нас е дека ние во овој момент имаме добра законска регулатива. Нас законите ни се во ред. Но кога сите зборуваме за системот не функционира или имплементацијата на законите не функционира, треба малку да се запрашаме што е системот. Не можеме системот да го гледаме апстрактно некаде позади нас. Системот сме сите ние. Системот се луѓето кои што работат, имат име и презиме. Кој постапил, кој не постапил во овој случај. И пред се, да се вратиме малку понапред, бидејќи е одгоре надолу проблемот, треба да видиме прво како држава каков интерес имаме ние за да ја заштитиме жена и ова жена, сите жени и незините деца од насилство. А што значи тоа? Без определување на соодветни финансиски средства, ние не можеме да очекуваме сами од себе
сите што работат во ЦСР, како водители на случај, педагози, психолози, правници и така натака, или полиција во униформа, инспектори, дека сами од себе ќе бидат сензибилизирани или сами од себе се ќе научат. Треба да инвестираме во тие луѓе како би можело да имаме соодветно спроведување на сите тие закони и подзаконски акти. Во овој случај гледаме уште еден недостаток. Жртвата е со повреди, а сама се пушта во здравствената установа. Значи, никаква проценка на првичен ризик што може да се случи. Затоа и предвидуваат протоколите и правилниците дека на таа жртва треба придружба до здравствена установа доколку има видливи повреди, за да се направи прегледот. Од една страна, никој не може да одмери колкав и со каков степен се тие повреди. Имате внатрешни крварења, подливи, може да има удар во глава и така натака, а од друга страна, не можеме да сме сигурни дека насилникот, сторителот, нема да ја сретне по пат некаде и нема да ја повреди уште повеќе. Затоа е предвидено од полициските службеници да направат придружба во здравствената установа. Ако добро разбрав од ова што го говореше господијата претходно, такво нешто немало. Исто така, во центрите за социјална работа си имаат многу убави правилници и протоколи за постапување, посебно кога ќе има пријава. Но не е само пријавата лично жртвата, па дала согласност. Центарот за социјална работа може да действува и по сознание. Зошто го напоменувам ова? Ова го напоменувам затоа што ние во моментов најголемиот број на информации што ги имаме за вчерашната трагедија што се случи, ги имаме од медиумите. И никој не може да тврди или да не тврди дека центрите за социјална работа немале сознание за оваа работа. Посебно кога имаме малолетно дете. Ако во овој случај малолетното дете е присутно на настанот, полицијата треба во секој случај да го извести Центарот за социјална работа и да направи она првична проценка на ризик колку е тоа дете безбедно да се врати, независно дали заедно со двајцата родители или со едниот родител во домот каде што живеат. Само така, без согласност на жртвата, бидејќи слушнавме, се повлекувала, не се повлекувала, ќе говорим и понатака за тоа, и без согласност на жртвата имаат право да се превземат и итни мерки за заштита и привремени мерки за заштита. Посебно во контекст ако треба да заштитиме малолетно дете. И тука ги гледам најголемите пропусти во постапувањето во целиот овој случај, како и во случајот на господијата. Да, ќе продолжиме токму на таа тема, само имаме и еден коментар кој што пристигна на нашиот Facebook live стрим. Лиле Јович пишува: сите се соочуваат и пријавуваат, но никој ништо не презема. Токму она што досега го дискутиравме, го споменавме системот, токму денеска на таа тема говореше и председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова на по повод 8 март седница која што се одржа во законодавниот дом, да ја слушнеме изјавата, бидејќи токму и таа го детектираше системот како еден од клучните проблеми поради кои жртвите за жал се изолирани, па продолжуваме со разговорот во студио. И овој 8 март, непосредно по несватливата смрт на Ивана и Катја, тешко ми е да го доживеам како ден на жената. Символиката на празникот како да се губи во мракот на суровата, непоимлива и неприфатлива реалност. Пред сите нас е фундаменталното прашање, а особено за мене. Дали навистина животот е неприкосновен, како што гарантира членот 10 од Уставот? Дали ова важи за Рамајана, за Росица, за Ивана и за малата Каја? Прашувам. Шокира фактот дека во 2025-та имало 4745 пријави за семејно насилство и 6 случаи на убиство, а за 2 месеци во 2026-та веќе 4 случаи на фемицид. Овие алармантни бројки се слика на општество во кое што е загрозено основното човеково право, правото на живот. Не цитирам статистика, туку нотирам пораст на институционалната превенција и на навремената, односно ненавремената акција.
Системот е крив, системот е виновен, слушаме веќе подолг временски период и за Кочани беше системот крив, но некако не сакаме да прифатиме дека секој еден од нас е дел од системот и кога треба се направат тие промени, не толку често се впуштаме во акција. Зошто е тоа така? Видете, Јовица, значи ако нема одговорност, нема ни систем. Ние мора да бидеме реални дека како што треба професионално сите да се сработиме работата и ако некој сгреши треба да има одговорност. Системот има име и презиме. Мора да знаеме кој како постапил, зошто постапил или зошто не постапил. И попусто е само ние да се повикуваме на конвенции, на статистика или на како и да е, законски решенија. Најважното е од тоа што ние веќе ги имаме регулирано најглавните работи, а тоа е принципот на должно внимание. Тоа е еден стандард кој што е инкорпориран во нашето законодавство, каде што значи тоа? Секој еден треба да се ја сработи работата професионално и да ги преземе сите можни мерки, активности, процедури кои што се потребни и му се на располагање за првично, бидејќи законот не препознава само превенција или спречување. Законот ја препознава и заштитата. А тоа е еден систем кој што стои на 3 столба. Не можеме да зборуваме за превенција да не работиме на заштитата. И ова е најголемиот проблем всушност кај нас што се случува. Наброја неколку имиња председателката. Ние во 2025 година имаме 6 фемициди. Ја имаме Сузана во Кавадарци, која што беше убиена во собствениот дом. Ја имаме Рамајана во Шуторизари, која што беше убиена во собствениот дом. Росица исто беше дома убиена нејзиниот татко. Жена во Штип беше исто така убиена. Сега па започна судењето за тоа. Најдоа жена закопана полуизгорена во Гостиварско. Значи, имаме серијски убиец во Куманово, каде што жена е закопана без никаква обдукција, па сега после месец дена ескумација и правење, и ескумација и обдукција да се констатира насилна смрт. Кој констатира насилна смрт? Танкица во Кочани, Емилија во Штип. Значи, имаме многу, фрапантна е бројката на податоци кои што ги имаме. Да, имаме Евростат кажува дека сме трети во Европа. И тоа не е нешто што ние треба сите да размислиме. Ако имаме добар закон, да видиме каде е пропустот и зошто не се имплементира. Она што го назначив за првично колку државата има интерес да инвестира и да работи на ова стварно општествена негативна појава, каде што не се негува еден вид на култура на насилство, односно се нормализираат некои насилни модели на однесување, и како е многу важно да се направи. Дали надзорна комисија ќе имаме на законските решенија во парламент, дали ќе се инвестира повеќе пари од буџетот за обуки до усовршување. Дали треба сите да работиме следејќи институционалната меморија наназад кој како постапувал. И не се само центрите за социјална работа, не се само полицијата. Тука имаме здравствени работници, тука имаме луѓе вклучени во стручни служби или во образованието, во предучилишната возраст, матичните лекари, и го имаме обвинителството и на крај судот со казнивост или неказнивост на сторителите на кривични дела. И бидејќи нема да говориме за статистика, ќе говориме за она што го знаеме. Многу често сторителите на насилство, посебно на телесна повреда, загрозување на сигурност, завршуваат со условна осуда, со алтернативна мерка условна осуда или условна осуда со заштитен надзор. Тоа е некако давање ветер во грб на тој насилник дека па и нема да помине нешто страшно, иако поминал низ таа на кривично правна процедура, дека и не е толку страшно ако го повтори делото. Казната на сторителот не е само за него лична, него како системот одговара, бидејќи казните, пресудите се изрекуваат во име на нас граѓаните на оваа држава. Затоа и треба да имаме многу построг казнен систем во однос на изрекувањето на казните, посебно за овие што ги повторуваат делата. Какво е општеството? Го споменавте дека ненормалното веќе станато нормално. Каде каска? Кои се клучните играчи кои што не одигруваат својата улога? Медиумите, институциите, образованието? Да. Не би можела да детектирам само институции, бидејќи видете, ние живееме во еден се уште има патриархален систем, каде што има некоја строга поделеност на родовите улоги, да не го гледаме само Скопје или како се однесуваат во поголемите градови луѓето. Ајде малку да одиме и во руралните средини.
Државниот завод за статистика излезе со една фрапантна бројка колку жени имаат недвижен имот на свое име. Мислам дека беше во 2023 или 2024 промовиран. Само 29% од жените имаат недвижен имот на свое име. Зошто е тоа така? Ајде да се запрашаме. Законот за наследување не дискриминира и женското чедо и машкото имаат исто право да наследат. Но традиционалните, обичајните норми му налагаат на женското дете да се откаже од својот имот или од својот дел од имотот заради мир во куќата, да не се замери со братот и така натака. И тоа е многу често. Тие наследнички изјави за откажување го даваат овој процент колку малку од жените имаат недвижен имот. Кога ќе се свртиме малку во руралните области, овој процент колку жените имаат недвижен имот на свое име е 5%. Многу помало. Значи, уште многу помало. И сега ние, кога зборуваме за семено насилство, тоа не е нешто што така се случува. Тоа е процес, тоа е образец на однесување, тоа е нешто што се повторува. Има целоснен образец на повторување како една жена го преживува денот кога има дома еден сторител, односно насилник. Ова сум го кажала и во други интервјуа. Светската статистика вика дека 5 години најмалку една жена живее во насилство за само да го направи првиот чекор и да пријави. И бидејќи овие неколку дена слушаме цело време, па се повлекла, па потпишала белешка, записника и полицајците дека нема насилство, дека ќе го решат по мирен пат. Кој што може записник да биде под присила. Уште 6 пати може да се ја повлече пријавата. И зошто е тоа така? Ние некако сме се свртени со фокусот да ја окривиме жртвата или да ги релативизираме работите. Проблемот е што законот за спречување и заштита од насилство во жени треба да ги штити жртвите. И фокусот и на полицијата, и на центрите за социјална работа треба да бидат во заштита на жртвата, односно на жртвите. Повлекувањето нејзино не значи ништо во овој момент, посебно ако целиот кривично правен настан се одвивал пред малолетно дете. И тоа го кажав и на почетокот. Тука сакам да ве прашам во однос на последните измени на кривичниот законник, кој што претходно доколку жртвата се повлечеше или пак во многу случаи имавме примери каде што се дава изјава под притисок или лажно се сведочи, бидејќи знае дека жртвата после напуштањето на полициската станица не се чувствува безбедно. Или ќе се врати дома кај насилникот, нема каде да оди. Апсолутно. Последните измени на кривичниот законник предвидуваат дека доколку жртвата има видливи траги на своето тело, полицијата е должна по службена должност да продолжи со процесот или да покрене пријава до насилникот. Да. Колку веќе повеќе од месец дена овие измени се на сила, колку се олеснување во целиот процес? Видете, ова е малку нож со две острици, мене ако ме прашувате лично, баш поради се тоа што ви го кажав. И со економската зависност на жените, и со немањето каде да домува. Ние ќе одиме по службена должност, а кога ќе се врати, каде ќе се врати? Посебно ако нема поддршка од дома. И не е само од најблиските, да речем, родители, браќа, сестри. И не е само да се врати дома. Еве видовме со Росица случај што се случи. Татко е убиен. Така да, не само што се загрозуваш себе си или твоето дете, ги загрозуваш и другите најблиски во семејството. Тоа е од една страна во ред, затоа што многу од пријавите ги губевме уште во полициска станица. Независно како се земале, дали заедно се земале, имаше порано, сега има подобрување во постапувањето, но порано имаше случај кога и заедно ги враќаја. И насилникот, и пријавителката, жртвата, заедно ќе ги вратат дома. Дали ме разбирате? Значи, нема каде да живее таа жена, каде ќе оди со малолетното дете, ако нема посебно поддршка. Ние сме имале жртви кои што биле сместени во шелтер центар за солништата. Знаете, за солништата се ако ти е загрозена физичката безбедност, односно ако ти е загрозен животот, ќе те стават да живееш во шелтер. Шелтерот е во принцип на тајна локација, е услуга која што треба да се дава на географски распределено на територија на цела држава. Се сместуваш, да речеме, првично 3 месеци,
па ако има потреба во зависност од безбедносниот ризик, и ти го продолжат до максимум една Колку година. се тие достапни, какви се условите во Па шелтер имате центар? од Државниот завод за ревизија, сега беше промовиран извештајот посебно за шелтерите, Направени за ревизорите ревизија. одлично се сработија работата, влегува буквално во сите шелтери државни кои што работат, кои што функционираат и се под клапата на Министерството за социјална политика. Недостасуваат согласно стандардите број на легла. Географски распределеноста не е соодветна. Имаме шелтер што е оддаена веќе тајната локација и мора да се менува, бидејќи видите тие шелтер центри се станови кои што се изнаемуваат, кои што се плаќаат нормално од буџетот на државата и имаат ограничен број на сместувачки капацитети. И затоа е многу важно да бидат функционални. Стандардот е да има 24/7 надзор и заштита, да се работи со социјален работник на психосоцијална интервенција, да се помогне за незините социјални права, да се работи со, тоа е многу важно и заборавив и претходно да го кажам, кога го зборувавме за повлекувањето, да се работи на психотерапевската поддршка, што е подолгорочна. Не можеме ние да очекуваме дека една жена што еве да го земеме стетскиот стандард дека 5 години живеела во насилна средина, најнаш кога ќе излезе од насилната средина, ќе биде сосема функционална и сите проблеми ќе се решат. На таа жена затоа и треба поддршка. И тука супер законот кај нас го има тоа предвидено. Има предвидено реинтеграција на жени жртви на насилство. Што предвидува таа реинтеграција? Домувањето е констатирано дека е проблем број 1 за жените, или имаат заеднички имот кој што треба да се оди со друга постапка, физичка делба на имот стекнат во брак, и таа е постапка што трае минимум година и пол-две, во најдобар случај. Потоа, што е проблем друг, освен домувањето? Паричната помош. Во моментов, нашиот закон за социјална заштита препознава еднократна парична помош. И тоа еднократната парична помош е препознаена до највисокиот износ што може да се исплати. Тоа е 15.000 денари. Значи, тоа е Што може да направи жртвата? Тоа и е еднократно да ја 15.000? поддржиме со 15.000 денари, па Еви да со го реални напуштим домот вецини или да- денеска да. не може ни кирија за еден месец да се плати, па не па нешто друго. Друго што се предвидува во реинтеграцијата, значи подолгорочна да биде оваа поддршка, да не остане на еднократно, е доколку веќе има континуирано да се работи на психотерапевска помош и поддршка, и во моментот кога ќе се достигне, во зависност од незините капацитети, кога ќе се осети сигурна, да почнеме да ја вклучуваме во некои од активните мерки за вработување, обуки за доусовршување, како би ја вклучиле на пазарот на трудот да биде поконкурентна и за да можеме економски да стане независна. Но тоа е процес. Тоа не е процес што ќе го завршиме еднократно или со 2 психотерапевски советувања. Тоа е процес кој што може да трае до 2 години, за да можеме таа една жртва да ја осамостоиме и реинтегрираме во овој систем, нормално вклучувајќи ги незините деца. И затоа на почетокот прашав колку ова држава е спремна да одвои парични средства за ние стварно, ако сакаме да се бориме со насилството, да не биде само случајот е во предистрага, не може да се говори сега, внатрешна контрола прави испитување и увиди, ги имаат податоците, не може сега да се говори за тоа. Така да, еве, го спомнавте случајот со Росица. Росица заврши така што се самоуби убиецот. Што знаеме ние сега за тој случај? Првите 2 дена нешто од медиумите, имало пријави, немало пријави. Што знаеме за тој случај? Има ли име и презиме на некои од тие полициски службеници од центри за социјална работа? Имаме ли име кој постапил или не постапил, за да можеме да речеме е прекршен принципот на должно внимание и треба да се поднесе. Да, до овој момент немам информации, исто и со случајот за Куманово. Моите последни информации се дека се испитува и работата на полициските службеници и нивното постапување, бидејќи веќе имало пријави во полициска станица, но тие биле возвраќани или пак не прифаќани или пак исмевани тие кои што пријавувале за случаите. И па зошто е така? Значи, дали ме разберете, која вика полицијата и кој констатира дека треба одлучи да се викне јавен обвинител, бидејќи за да почне, да се нареди, да се направи, ја спомнавме веќе есхумацијата, треба наредба од јавен обвинител, не може тоа полицискиот службеник сам да го направи. Но долго време тие случаи не се поврзувале.
не се поврзували. А станува збор за жени на 35-40 годишна возраст. Да, има и постари господи, има и помлади, но небитно каква е возраста на жртвата, треба сите да бидат испитани како што треба. Го споменав тоа бидејќи биле заведувани како природна смрт, што е многу симптоматично. Многу е симптоматично. Ја споменавме финансиската независност. Ако таа е, претпоставувам, една од причините поради која што жртвите не се осмелуваат така лесно да го пријават семејното насилство, кои се другите причини? Другите причини се недовербата во системот, ево ова што го зборува, во институциите. Жените се групираат, се информираат, гледаат подкасти, имаат социјални мрежи. Како господјата што ви беше сега претходна жртвата, зборуваат, ништо не презеде. Си вика, па зошто јас како пријавам, а ништо нема да се преземе. Па што ќе биде со мене, што ќе се случи, што ако ме убие? Значи, довербата во институциите е минимална. Пред некој ден една новинарка ме прашуваше за нордискиот парадокс. Знаете, нордиските земји имаат доста висока стапка на пријавени случаи на семејно и родово базирано насилство, а се држави во кои што и како се работи на заштита, на превенција, на родова еднаквост, на родово одговорно буџетирање политики. И што се случува тогаш? Ако јас имам доверба во системот и ако сум доволно информирана за сите форми на насилство и ако знам дека ако пријавам, дали во полиција, дали во центар, дали кај докторот, ќе ми дадат веднаш заштита, па и како ќе си го пријавиш насилството. Никој не сака да живее во насилна средина, ниту па жената, децата да ти живеат во насилна средина. И само така ние ќе можеме го прекинеме идното насилство и да го прекинеме тој круг на насилство кој што го викаме како образец, се повторува, се повторува и се повторува. Ќе ве навратам малку на разговорот кој што го слушнавме, токму оваа жртва се одлучува да зборува јавно, бидејќи иако пријавува неколку пати по институциите и во полиција и во центрите, не добива соодветна заштита. Се одлучува по немилиот настан, по несреќа, по трагедијата во Карпош пред колку веќе 3 дена помина, 4. Кога оди во полициска станица, испраќаат маш полицаец да ја придружува или пак да го составува тој записник. Колку од друга страна и тоа е проблем кај полицијата, бидејќи ако со новите измени треба да се видат видливи траги, како полицијата може да ги констатира тие траги на телото. Така ве разбирам. Видете, моментално во нивниот правилник за постапување пишува само доколку има можност ќе дојде од женски пол ќе дојде полициски службеник. Во право сте, за претрес или за нешто мора да биде од исти пол, односно ако жена треба да биде претресена, мора да биде и жена полицаец кој што ќе го врши претресот. Но во овој случај нема потреба ни да ја разлекуваат неизаидела, него самата вознемиреност која што една жртва ја преживува е доволен индикатор дека стварно нешто се случува. Модриците по рацете како можеш многу лесно да ги покажеш, така да мислам дека во овој момент нема пречка да се направи придружба и да ја придружат до здравствената установа да се констатираат повредите од семејното насилство. Инаку да, во принцип треба да е женски службеник, но самиот правилник им вика доколку има можност, бидејќи претпоставувам и таму не сите се целосно со човечки ресурси екипирани како би можеле да постапат, а сите знаеме дека овие постапки се итни. И итноста во постапувањето е предвидена и во законите, и во правилниците, и мислам дека секој од службениците знае дека тоа што го прават и што го работат треба итно да се постапува. Како вашата мрежа им помага токму на овие лица? Ние како Национална мрежа против насилство врз жените веќе од 2020 година воспоставивме прво во Скопје советувалишен центар, женски центар за подршка Скопје. Еви за вашите гледачи ќе споделам. На нашата веб страна ги има сите информации, можат слободно да не контактираат. Она што кај нас го работиме по сите стандарди, лиценцирано е советувалиштето согласно Законот за социјална заштита и даваме психосоцијална помош и подршка и интервенција. Исто така даваме бесплатна правна помош. Дополнително на она што работиме, правиме придружба на клиентите, ако има потреба да се пријави, да се водат низ институциите. Најважно што да правиме е бесплатните услуги за психотерапевска
психотерапевтско советување, кој што и како се издаток доколку треба да се ги плаќа една жена, треба да се бори со храна за децата и каде ќе живее. И дополнително, доколку има можност, во зависност од нејзините капацитети, работиме на нејзино кариерно, со неј заработи кариерна советничка, со која што ја јакнеме во однос на ова што го зборувавме за вработување, нова работа до усовршување. Така да принципот е еден интегриран, односно услугите се за сите достапни, со тоа што имаме некогаш во еден определен период можност и преку нашиот женски интервентен фонд, кој што дава директна помош и поддршка, да им овозможиме, доколку ги исполнуваат условите согласно нашите правила, да им овозможиме да користат и да им платиме кирија за неколку месеци, средства за хигиена, храна, за да ги, да речам, појачаме малку во тој период додека ги надминуваат оние првични трауми од насилството. Имаме членки организации кои што работат исто во Скопје, кои што нудат, имаат за солништо, односно центри за привремено згрижување. Едната членка која што не има за интервентно до 72 часа, а другата е вака подолгорочно, 3 месеци па нагоре. За крај на овој разговор, која е вашата порака за оние кои што не гледаат или пак се соочуваат со семејно насилство во овие моменти, а не го пријавиле досега? Она што е најважно е да не се ја префрлаат вината на себе. Многу често го слушаме тоа, бидејќи имаме стигма од родители, стигма од најблиско семејство, стигматизација имаме од околината, комши, така да жената, зачувувајќи го тоа семејниот образ да не се осрамоти и дека многу долго време поминува во таа насилна средина, она што е важно да знаат е дека не се сами и она што е важно да го знаат е дека не се единствени. И иако институциите можеби не постапиле или нема да постапат во определен момент, и како за да излезеш од овој круг на насилство, првиот чекор што треба да го направиш е да пријавиш. Мора да се крене системот и органите за да можат после да се земат сите мерки за заштита. Се разбира, граѓанските организации се секогаш тука. Има граѓански организации кои што работат на директна помош и поддршка, може да ни се обратат на нас, има и други организации кои што работат на тоа поле, каде што по еден помирен пат ќе можеме да ги процесираме сите постапки кои што се потребни за нивна заштита. За вашите гледачи можеме да најавам дека во недела имаме марш. Маршот не е само да бидеме видени, дека сме тука и дека сме присутни, него маршот и да се заблагодариме за сите наши претходни борки кои што се изборија денеска, јас и ти вака слободно да говориме, кои што се изборија дека имам право да гласам и уште многу права кои што ни се дадоа и колку е важно да си ги задржиме сите тие права и да ги унапредиме. Така да ги поканувам во Жена Борец парк во недела сите во 12 часот да не поддржат. Да, ви благодарам, Ана Аврамовска, ви благодарам што вечерва бевте со нас и зборувавме на оваа важна тема. Ви благодарам за поканата. Почитувани на екранот веќе ги гледате и сите можности како да пријавите семејно насилство, ги гледате и бесплатните телефонски броеви кои што ќе ги оставиме до крајот на емисијата, а ви останете со нас, следува уште еден разговор и токму во тој разговор ќе поразговараме и за она што го спомена нашата гостинка, односно маршот кој што следува во недела. Останете со нас, се враќаме за кратко.